Добро вечер, 24 анализа. Добре дојдовте. Бурен, интензичен ден во собранието. Законот со кој што се укинува пржинската влада, последните парламентарни избори го поминава филтерот во матичната комисија, утре на законодавно-правна комисија, а од понеделник треба да помине и на пленарна седница. За каната на Венко Филипче дека СДСМ ќе напушти работната група за изборниот законник, не ги премисли функционерите, односно пратениците на власта да ја тираат до крај приказната со укинувањето на пржинската влада. Зошто власта реши на сила да ја укинува пржинската влада, тука мислам без консензус, особено бидејќи таа е договорена под со печат на меѓународниот фактор, меѓутоа и со консензус на сите партии во земјава. Од друга страна пак, зошто опозицијата толку се противи на укинување на пржинската влада последните парламентарни избори, бидејќи како што велат, односно нивниот лидер на секое појавување, тие тогаш би биле власт. Законот за државјанство, зошто и едните и другите се тркаат, кој повеќе ќе забрани функционерите да имаат двојно државјанство, кога се работи за против уставно решение, како што вечерва добија и совет од премиерот, чии пратеници го поднесоа законот, да си го проверат со уставни експерти. Дуи најавува блокада, бидејќи за овој закон не важи ограничување. Од друга страна, ограничување не важи ниту за изборниот законник, дали тоа планира да го направи СДСМ. За сите овие собраниски теми и дилеми, меѓутоа и она што се случува во партиите за чувството на премиерот дека опозицијата ќе одговара и дали таа се плаши за реконструкцијата само на зборови на Илинденска број 2 и на закавгите секој ден сами со себе на Бихачка, вечерва дебатираме во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва пратеничка дебата Бојан Стојановски, ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Митко Трајчуловски, СДСМ, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Интересен беше денешниот ден во собрание. Ме потсети на некои други времења каде што повеќе имаше паузи отколку суштинска дебата и дека попладневно, кога се изгасија камерите, помина првиот филтер, односно амандманската расправа на законот за влада, со кој што се укинува пржинската влада за последните парламентарни избори, 13 амандмани, ни еден не прифативте. Зошто сте запнати на сила да ја укинувате пржинската влада? Кога велам на сила, велам без меѓународна поддршка и без консензус? Видете, Душица, мислам дека собранието во суштина е орган каде што треба аргументите и фактите да се собрат и доколку некој има отворени прашања треба да ги постави. Денеска на Комисијата за политички систем немаше амандмани од СДСМ, но ова е теза која што е наметната во јавноста токму од нив. Имаше, реков, 13 од дуи. Да, министерот Минчев кажа неколку работи кои што се случувале вака и кои што немаше кој да го демантира. За жал, прво кажа дека тој закон не комунициран со меѓународните партнери, од каде што сме добиле поддршка. Второ, кажа дека тој закон Ама зошто да му веруваме на Минчев на зборот? Некој документ имате, некоја комуникација? Заради тоа што јас бев дел од директните учесници на дел од овие средби, можам тоа да го потврдам, но и заради тоа што немаше кој да го демантира за она кое што го тврдат спротивното тоа што и господинот го кажуваше. Он вели дека имал средба со координаторите на пратеничките групи еднаш која што се случува, сите биле присутни. Имаше една средба во собранието пред неколку месеци, далеко да кажам од очите на јавноста, каде што министерот истиот текст на овој закон го даде на рака на сите координатори на пратенички групи. Координаторот на пратеничката група на СДСМ бил лично на средба со министерот, сите забелешки биле прифатени, освен една, тоа е овој закон да важи бесконечно и компромис се случи да се прифатат сите забелешки на СДСМ, законот да влезе во собранието во оваа форма, со една забелешка, а тоа е законот да важи на наредните избори, уште на наредните избори, и после тоа да престане со важност. Така да, никој ниту е запнат нешто да укине, сметаме дека употребната вредност на оваа правна дивоградба е тотално истечена и дека е време, како држава сме докажале дека можеме самите да организираме кредибилни демократски избори, впрочем тој Венко Филипче сам го потврди после завршетокот на локалните избори и да продолжиме да функционираме како едно нормално демократско општество.
Он има забелешки на локалните избори, ама за тоа друго ќе зборуваме. Предпоставам Трчуловски тоа ќе си го каже, имам подпрашања со кои меѓународни фактори е комунициран и дали имате поддршка и од кого. САД и Европската унија беа директни поддржувачи подписници на Пржинскиот договор и јас знам бидејќи јас буквално кампував во Пржино кога се случуваат тие преговори. Известувавте и сте стовременик на тоа време и сега ако се вратиме 11 години наназад, која е суштината и на носењето на овој закон и зашто се донесе техничката влада, бидејќи во тоа време владееа други секојдневни општествени предизвици кои што се сега не присутни. Јас ви споменал само два, односно три. Тогаш нели беше присутна една шарена револуција, потоа кога се случи специјалното јавно обвинителство, имаше одредена... Сето тоа е резултат на Пржинскиот договор. Специјалното јавно обвинителство е резултат на Пржинскиот договор. Сакав да кажам... А тоа тогаш се случува драмолетки како беше расипување на лифтови, гласачи отпустети. Добро, тоа е ваше мислење, моето е... Имаше факти се тоа. Добро, како што се и факти дека нели од Пржинскиот договор е специјално јавно обвинителство, шарена револуција, одредени бомби во општеството и затоа дојдовме до склучување на техничката влада. Од аспекти од тоа што го слушнав министерот Минчев, дека меѓународните партнери кои што и тогаш дале подршка сега биле консултирани и дале подршка за да влеземе во едно законско, едно законско решение кое што веќе смета дека општеството е зрело, политичките чинители се зрели да организираат избори без при тоа да имаат туторство од некого или некаква ваква правна дивоградба. Жудовски САД и ЕУ дале поддршка за ова решение, како што вели Стојановски, што го каже и Минчев попладнево на комисијата. Јас го слушав и премиерот имаше телевизиско интервју, меѓутоа него, барам јас не приметив дека имаше таква од кај него констатација и квалификација. И сега, ако важи техничката влада, односно Пржинската влада на следните парламентарни избори, кога и да бидат тие, ако вие велите, односно вашиот лидер на секое појавување дека вие ќе победите на тие избори, следните, значи, по тоа би требало да ги организирате вие како власт, според таа логика на Филипче, и ќе нема техничка влада, па тоа по логиката на нештата во прилог треба да ви оди. Зошто се буните толку? Вие се сомневате самите себе си дека во себе дека ќе успеете да организирате фер и демократски избори како власт? Значи, вака прво, за да дојдеме до суштината на целото прашање, треба да се вратиме малку назад за да дефинираме зашто и од кои причини беше формирана Пржинската влада во 2015 година. Значи, како главна причина беа прво наведувањето во извештај на Европска комисија дека Македонија е заробена држава. Второ беа бомбите кај што слушнавме за МВР, ВМРО, кај што слушнавме за налози на инспекции да упаѓаат во фирми и така натаму. Добро го кажав дело тоа и јас знаеме све што се случува. Само дозволете за да направиме еден редослед. Значи силување на институциите во полза на партијата. И на тој начин силување на волјата на граѓаните. И на тој начин беше создадена Пржинската влада која реално даде резултат во смисла на имање на доверба на политичките актери во кредибилен изборен процес. Освен во функционирање на државата тие 3 месеци кога се е парализирано буквално. И за тука имам свое објаснување, значи битно е политичките актери да имаат доверба во кредибилност на изборниот процес, на тој начин добиваме она што е волја на граѓаните. Меѓутоа, ако сакаме да зборуваме ние за тоа дали е државата блокирана или функционална владата, значи блокадите во делот на функционирање на институциите доаѓаат од изборниот законник. Членот 8а 8б како бе, таму е точно дефинирано кои се блокирани и кои работи не смеат да се прават во тек на од денот на распишување на изборите до одржување на изборите. Што значи дека ние не може да ги гледаме одвоено изборниот законник со законот за влада, односно Пржинската влада, затоа што тоа е една иста работа. И ако за изборниот законник правиме работна група во која бараме постигнување на консензус меѓу сите политички актери, што е логично и така треба и секогаш така било, истото треба да го направиме и во делот на она што значи Пржинска влада. Денеска ние имаме брутално фрлање на закон во собрание по скратена постапка кој се однесува на многу суштинско прашање. Значи клучната работа е, овој закон е дел од реформската агенда. Значи тие закони мора ние да ги носиме во редовна постапка со широк диалог, а конкретно за овој закон да постигнеме консензус во рамките на собранието, како што истиот консензус треба да постигнеме и за изборниот законник. Добро, ајде сега конкретно на прашањето. Дали се сомневате како СДСМ дека како власт нема да успеете да испорачате фер и демократски? Значи суштината е дека не е битно дали е на власт СДСМ и ВМРО ДПМН. Или некој друг трет можеби ќе биде на власт. Суштината е дека оваа влада дава доверба
на политичките актери во кредибилен процес и контролни механизми дека институциите не се злоупотребуваат во партиски цели. И ако ние знаеме дека тоа е така, не ја разбирам потребата еднострано ова да се прави денеска што се прави. Освен ако намерите на власта има задни намери, затоа што ние не можеме да дадеме предвидување кој ќе победи на наредните избори, па кој ќе победи на тие последните избори. Вашиот лидер дава секој ден. Меѓутоа, видете, предвидувањата се една работа, меѓутоа суштината е друга. Ако ние имаме механизам кој дал доверба и кој функционира, не знам зашто, без консензус, без диалог во собранието, без заедничка согласност, ние денеска одиме со ваков тип на решение по скратена постапка директно во собранието. И затоа беше нашата најава дека доколку се продолжи на овој начин, со носење на овој закон, ние ќе излеземе и ќе напуштиме работната група која е задолжена за изготвување на изборниот законник. Да го цитирам Мицковски, да дојавте на таа лидерската средба каде што се разговараше меѓу другото и за укинување на прежинската влада, може таму ќе ги разубедевте останате, ќе го разубедевте Мицковски дека треба да се не е работата на опозицијата да го разубедува премиерот во неговата намера и дали присуствувала на средба или не. Ако сме кажале дека овие работи ќе ги носиме со консензус и пракса било во државата секогаш да се носат со консензус, јас сум сигурен дека и сега истото требало да се направи. Ако учествуваме во работна група во рамките на Министерството за правда за изборен законник, претпоставам дека треба да се направат консултации со сите политички партии по однос на ова конкретно прашање. Останувате на фактор дека бидејќи си оди законот, си го помина матичната комисија, утре на ЗКП, претпоставувам понеделник, вторник ќе биде на собрание ако продолжи така. Да. Останувате ли на фактор дека ја напуштате работата на работната група за изборниот законник? Апсолутно. Значи немаме дилема во таа работа дека ако веќе почне насилно да се донесуваат одредени решенија, поготово за вакви битни процеси, како што е изборниот процес, тоаш нема логика ние да учествуваме во нешто кое ќе значи само покривање на други решенија законски, како што е ова законско решение кое целосно го нарушува системот на консензус. Ке носите изборен законник без најголемата опозицијска партија? Па видете во таа работна група со сите можни страни се бара консензус, изборен законник секогаш се носило со консензус, освен мислам дека една година сега не ми текнува точно која беше 2011 или 2013 Никола Груевски без консензус го донесе. Се сложувам со вас, но работната група, па и без СДСМ како еднаков актер помеѓу тие учесници има кворум. Ма не разборуваме сега за кворум, разборуваме за политика, за изборен законник, консензус уредба. Ние веќе имаме проблем во јавноста со тоа што СДСМ со одлуките и со одредени потези кои што ги влече во политичката сцена, многу се прелепува силно на перцепцијата дека соработува со власта наместо да биде една конструктивна опозиција. Замислете, вас ви пречи тоа дека се да се соработува со власта ако е така. Ни пречи, реално ни пречи. Би требало логички да не ви пречи ако е така. Па да можевме да зборуваме за политички ентитет кој што е малку посоодветно перцепиран од страната на јавноста, можеби не ни пречи, но во ваков контекст ни пречи. Бидејќи, замислете да сте вие најголема опозицијска партија, која што барем би требало да претендира да ја преземе власта, вие сте насушно заинтересиран да седите на таа маса и да се борите да влезат во изборниот законник оние права кои што сметате дека вие треба да ги имате, особено кога реагирате дека власта можеби насилно се однесува кога има избори или ги злоупотребува институциите. За мене е нелогично да не седите на таа маса. Сега од друга страна кога ќе зборуваме за консензуално донесен закон, јас навистина сум збунет. Сега со кој СДСМ ние зборуваме, затоа што политичките актери во СДСМ и тогаш и сега беа исти. Дали е они кога беа на власт и кога велеа дека техничката влада треба да се укине како ентитет, има такви изјави безброј од поранешниот претседател Ковачевски, па и Зоран Заев, па и сегашните министри, тогашните министри кои што се сега пратеници, или некој друг СДСМ кој што преку ноќ смета дека оваа влада не треба да постои. Тоа е едното прашање. Опозиционерот Мицковски не ќе да се укине. Апсолутно, и затоа опозиционерот Мицковски во 2022 година поднесе закон во собранието кој што тогашната власт на СДСМ не го поддржа. Ние од кога бевме опозиција баравме таа влада да престане да постои заради тоа што дозволите. Прво, не е функционална, второ, апсолутно го нарушува имиџот на државата заради тоа што во Европа не постои друга влада, и трето, чини многу пари за нешто кое што апсолутно системот сметам дека е спремен. Дали сте решени да носите нов изборен законник без СДСМ?
Тоа ми е Ако СДСМ прашањето. не сака да учествува, ние не можеме да ги Или натераме ќе на си важи овој што си важи и така ќе си Не, биде слик. Душица, ако СДСМ не сака да учествува, тогаш тоа е легитимно нивно право. Но јас повторно кажав, ако најголемата опозицијска партија не сака да седе на масата каде што се носи изборен законник, кој што можеби на нив ќе им гарантира по-фер услови за да се тркаат утре во изборната трка на која што не убедуваат дека ќе победат, тогаш што можеме ние да направиме наместо нив? А ако не, знаете како, еднаш веќе го цитирам и премиерот Мицковски кога рече да фатиме ако не ние да трчаме за нив на избори. Колку и да сакаат луѓето да се представат во јавноста дека се конструктивни и кредибилни во некакви водење на политики, еве со ваквите потези на нас не прават Не тоа проблем. зошто се кричите вие за успехот или неуспехот на СДСМ на Знаете избори? зошто, Душица, затоа што е многу важно, вие и подобро од мене знаете дека силна Јас и од последните резултати на локалните гледам вртоглав пат на гласови кај едните и кај другите. Затоа што една силна конструктивна опозиција е добра за државата. Ваква опозиција, која што повеќе создава впечаток дека е соработник на власт, што е конструктивна, навистина не води кон, би рекол, некакво подобрување на политичката клима. Затоа мислам дека на централниот одбор наредната седница, кога и да биде на СДСМ, некој таму треба да стане и да му ги постави овие прашања на Венко Филипчи. Значи вие се грижите дека премногу власт, вие премногу треба некоја опозицијата за тоа ви треба да биде. Мислам дека Добре, добра сакам да го конструктивна прашам околу опозиција ќе бојкотот. даде подобрени перформанси на оние кои што ги управуваат институциите секој. Вака имам две прашања околу изборниот законник и бојкотов што го најавивте. Изборниот законник не влегува во оние закони во собранието кои што се ограничени, односно подлежи на филибастеринг. Дали тоа ќе биде, бидејќи тие велат ако не сакате, ние си имаме кворум, ќе си донесеме закони и така натаму, дали блокада на евентуален нов изборен законник е сценариото на СДСМ? Видете, прво кратка констатација, пошто очигледно дека ВМРО е повеќе загрижено за тоа како се однесува СДСМ и за состојбите во СДСМ и какви одлуки носи отколку за нив самите. И вие би требало да бидете поише за ВМРО загрижени отколку за себе си, ама тоа е, да се согласувам, меѓутоа тоа е малце политички шизофрено кога кажуваме дека владеачката партија се грижи зашто е опозицијата слаба па да зајакне за да ја сруши од власт владеачката партија и тука ги зборува само за намерите кои се кога декларативно се зборуваат тие работи, меѓутоа тоа тргнеме на страна. Значи клучната работа каква дијагноза ќе дадете за тоа што СДСМ сама со себе се расправа наместо со власта? Најчесто? Па видете, дали СДСМ се расправа сама со себе, тоа е работа на перцепција и тоа ако е прашањето, ќе дадам одговор, да. Ќе зборуваме за кавгите меѓу вас. Важи, ќе дадеме одговори на тоа. Значи дали блокада на изборниот законник е сценариото кој што го планирате? Да, клучната работа дека СДСМ не има намера да предизвика политичка криза, туку намерата на нашата реакција беше да ја отрезниме власта од потезите кои ги влечи со ваков начин на предлагање на закони во собранието. Затоа ние сме многу внимателни во потезите што ги влечиме. Власта не се отрезни. Меѓутоа, затоа сме внимателни во потезите што ги влечиме. Меѓутоа, во исто време не сме ни политички наивни и точно знаеме, историјата не научила дека ВМРО функционира режимски и затоа во таа насока сме подготвени да ги преземе сите потребни чекори и за институционално, но и за вонинституционално делување, односно борба. Ако треба тоа институционално да го постигнеме, преку филибастеринг и така натаму, или доколку и на тој начин имаме ни се стесни опозицијското делување, односно простор на делување, како што се стесни денеска со носење на овој закон, тогаш остануваат опциите и за институционално делување. Затоа што на крајот на денот ние не смееме како држава, нити имаме луксус да дозволиме уште еднаш режим да не се случи кај нас. Ова денеска што се случи, не консултирањето на партиите, немање волја да се постигне консензус за техничката влада, која е дел од изборниот процес и вие не можете да ја одлепите од изборниот законник, затоа што тие се две врзани работи, представува грубо нарушување на демократскиот амбиент во државата кој бил воспоставен. Добре. И на тој начин ние треба да се однесуваме, на тој начин ние да ги штитиме и интересите на граѓаните, меѓутоа и легитимното опозицијско делување. Ајде сега, јасно, гласно, кратко и концизно. Дали СДСМ со ова што го кажавте сега најавува напуштање на собранието? Јас со ова што го кажав, доколку продолжи праксата на власт за насилно носење на ваков тип на решение, а поучени од историјата, затоа што видовме како ВМРО владее како режим. Ние сме подготвени да ги преземе сите потребни чекори кои се однесуваат и на институционално, но доколку е потребно и на вонинституционално делување, односно борба.
Значи институционалност, начин на реагирање во рамките на собранието согласно деловникот, правилата и така натаму, а доколку и тоа не е можно во одредени околности, тоа е во институционално, тоа значи начин на делување надвор од институциите. Напуштање на собрање. Меѓу другото и тоа стои на маса како опција, меѓутоа се е рефлексија на потезите кои ги носи власта. Протести? Се е во опција врз основа на потезите кои ќе ги носи власта, да видиме кои потези власта ќе ги носи, на основа на тоа ќе ги влечиме ние нашите потези како опозиција. Стоновски, коментар. Па ете, да се вратам пак со Добро, проблемот како што имаме власт со не перцепцијата. би било и меѓународно Па, и знаете секако како. не би добиле пофалби најголемата опозицијска партија да го напушти собранието поради вашите потези, како Ако што сте велат. уверени дека имате аргументи, нема зашто да го напуштате собранието. Нема да бегате од аргументите. Душица, да се подсетиме, ние бевме 7 години во опозиција Ни напуштавте собрање. и откако Христијан Како Мисковски опозиција стана напуштавте председател собрање. на ВМРО ДПМН, дури и во услови кога имаше апстени пратеници од ВМРО ДПМН, притисоци, секакви киднапирање пратеници, ние не го напуштивме собранието. Ние Имаше период. бевме таму, затоа реков од кога стана Мицкоски председател. Мислам дека сме го со напуштиле. Мицковски председател имате Сетете се напуштено на собрање. пресконференцијата пред скалите во собранието, знам точно за што зборувам. Сега, ние бевме сигурни во аргументите кои што ние ги имаме. И седевме во собранието, правевме активна блокада, дебатиравме, дискутиравме и ја убедивме јавноста во нашите аргументи. 2020 година нели се случија тие избори, 2021 година на локалните избори ВМРО ДПМН убедливо победи. Но пратеничката група не го напушти собранието. Ако ние сметаме дека нашите аргументи се соодветно поквалитетни од тие кои што ги има нели власта или мнозинството во овој случај, ние ќе седиме во собранието и ќе дебатираме за тие работи. Така да ова уште еднаш иде во линија на оно што го кажав, дека се создава перцепција која што ние не можеме да ја одлепиме од нас и која што ни создава проблем, дека имаме опозиција, односно ете раководство на една опозициона политичка партија која што е на таков начин детерминирана да води толку неквалитетни политики за да не можеме да се одлепиме од едно вакво мнение. Понатаму, се надевам дека беше грешка колегата Трачулевски употребен збор шизофрено, не би сакал јас тоа да го стигнеме на тоа ниво, но ете ќе си дозволам од аспект на ете добро, еве лицемерно да кажем. Добро, ете чиме политички ете така кажам, јас ќе си дозволам да направам еден испад. Мислам дека СДСМ ако одиме во такво едно толкување лекарско треба да провери што тоа значи, да го праша докторот Филипчев психоделика фантастика. Тоа во F-шифрарникот може да се провери на начин на некој кој што репетитивно кажува некои лаги и потоа е уверен дека е вистина. Така да вие ако го видите целото опозиционо делување во изминативе 2 години, се креира една тема која што потоа се носи до кулминација, која што се создава за дневно политички поени и потоа кога таа тема ќе се соочи со реалноста, одма веднаш се смислува нова лага и така сметаат дека ќе добијат некој спотваит во јавноста за да креираат одредена политика. Тоа не носи кон ништо добро, бидејќи на тој начин ние ги потценуваме луѓето. Секогаш кога вие креирате одредена политика, треба да знаете дека ќе дојде ден кога таа политика ќе треба да се тестира со реалност. Така да и ова кое што сега во моментов го креираат како мнение, едноставно ќе исчезне бидејќи првиот аргумент кој што ги руши сите аргументи на опозицијата е дека техничката влада за наредните избори важи. Тоа значи, ако одиме под предпоставката дека ќе имаме редовни избори какви што ние сакаме да има редовни избори, не сакаме да идеме на предвремени избори, тоа значи дека ако е вистина тоа што СДСМ го зборува и Венко Филипче, дека секој ден таа партија се окрупнува, е веќе застаната на нозе, дека станува се посилна, за 2 години од сега тоа би било до некоја своја кулминација, тие би победиле и веднаш после тоа ВМРО ДПМН како опозиција не би можела да ги ужива правото техничката влада. Господин Стојански, све се кажавте да само да прашаме ова за политичкава криза. Доколку најголемата опозицијска партија ви го напушта собранието, сме имале милиарда случаи тоа во минатото, тоа де факто е политичка криза. Спремна ли е ВМРО ДПМН да се носи со тоа? Па ние не би сакале да и со таква одговорност, и пак одговорноста на мнозинството. Не само ВМРО ДПМН и вреди смета во оваа ситуација дека тоа би бил исправен политички нивни потек, тогаш пак ќе кажам, тоа е легитимно. Но на крајот од денот јас апелирам некој во таа партија, во тој централен одбор да почне да поставува прашање на адресата која што е одговорна за овие прашања. Не ли е пологично да ги послушате, да ги седнете, да им прифатите амандмани? Епа, Душица, да дојдеа денеска и да поднесеа амандмани на законот за влада, можеше да дискутираме. Не е во ред
вие да имате пресконференција во собранието, неколку дена да ја актуализирате темата во јавноста, а на крај да дојдете на Комисијата за политички систем со 0 амандмани. Повторувам, СДСМ денеска на комисиската расправа за законот за укинување на техничка влада имаше 0 амандмани. Дуи имаше 13. Колку прифативте од на Дуи 13? Не прифативме ниту еден. Ама сега да ја видиме содржината на амандманите, тогаш ќе биде јасно зошто не сме прифатиле ниту еден. Ама СДСМ да вели дека ова е рушење на систем, дека едноставно се нарушува принципот на консензуалност, дека ќе се повлечат од собранието, дека ќе го напуштат собранието, а на комисиската расправа вие да немате ниту еден амандман, тогаш тоа укажува на нешто. Тоа знаете на што е еднакво, исто како оној пуштен балон во јавноста со црвените линии, кој што никогаш и не дојде на собранието. Така да не е исклучена таа можност да се најави нешто бомбастично, а потоа од реализацијата да отсуствува комплетно. Зашто немавте амандмани? Прво, Затоа што воопшто не сакате значи, да дискутирате за имате, законот за укинување во на оваа техничка? ситуација апсолутно имате целосно погрешен политички пристап. И не може вие да интервенирате со амандмани за нешто што е целосно погрешно политички направено. Ако претходно и секогаш понос на ваквиот тип на законски решенија се носел консензус, се нуале сите политички партии и на основа на тој консензус се предлагале законските решенија, денеска имаме насилие, фрлање на закон за влада во собрание по скратена постапка, се со цел што побрзо да се донеси. Во таа насока не може вие да одите со амандмани на нешто што е целосно погрешно. И затоа ние кажавме, потребно е да се повлече овој закон, да се донеси консензус, да се свикаат сите политички партии, да се донеси правилното решение кој ќе биде прифатливо за сите и на тој начин да продолжиме понатаму. И само краток коментар, пошто беше истакнато дека СДСМ креира измама и на крајот таа измама ја повторува повеќе пати со цел да стане вистина. Само еден краток коментар. ВМРО ДПМН дојде на власт со најголемата изборна измама во историјата на државата, советување за дека Преспанскиот договор не е завршена работа, дури е ВМРО и дури е Христијан Мицкоски жив, советување на подобрена преговарачка рамка и низа други ветувања и, како што кажавте, тестот беа локалните избори, ВМРО ДПМН изгуби 140.000 гласа во рок од година и пол, тоа е историски најголем пад на број на гласови и тоа значи дека кога сте неискрени кон граѓаните, кога правите изборни манипулации по однос на ветувањата кои ги давате, на крајот резултатот е тој кој што го добивате. Старовски? Па знаете како бројките можеме да ги гледаме со една проста математичка операција, кога го ставиме на крај знакот еднакво, доаѓаме до тоа дека ВМРО ДПМН од 44, мислам дека отиде на 57 општини, вклучувајќи кој градот Скопје. Сега карактерот на изборите е сосема поинаков и добро да го гледаме низ контекстот кој што вие го сакате, но укажува на тоа дека ете по скоро година дена на власт оствари апсолутен триумф на изборите со таков карактер, нели како што се локалните избори. Од аспект на тоа кое што гледам дека СДСМ почесто го повторува, јас ќе ви го кажам мојот личен став. Јас додека сум жив, Преспанскиот договор за мене нема да биде завршена работа. И тоа е легитимно право. Добре. Сега, тоа што ние А што како пратеник во собранието правите апропо? од она кое што можам да го направам како пратеник во собранието го давам максимумот. Не, апропо Преспанскиот, бидејќи додека сте жив не е завршена работа. Па не е завршена затоа што тоа сметам дека е ствар на идентитет. Не, јас да разберам лично што мислите. Ја прашувам конкретно. Од она кое што во јавноста може да се види. Раскинување еднострано на договорот. Видете, душица сега. И за тоа да се случи потребни се ветртини во собранието и многу на нас не е јасно. Па не ги имаме заради тоа што добро да ви фалат ако ги видите па не се неколку, заради тоа што кога ќе видите кои политички актери го поддржуваат Преспанскиот договор, се ова е на ниво на вулгаризација на темата, на која што сакам да го укажам. И да, и вашиот коалициски партнер не би дал соглас. Па сега за тоа кажавме, ние сме кажали пред неколку години кога ќе можеме тоа да го смениме, секако дека би тргнале во таква насока. Истото го велат и од Вреди, кога ќе можеме да испорачаме 80 за уставни измени ќе го направиме. Не знам што кажа Вреди, но друга ми беше Председателот поентата, на но можеме да собранието зборуваме и на Гаши оваа тема. имаше бриф пред некој ден. Затоа што не знам што кажа председателот Гаши, јас можам да кажам од моје лично име, од тоа како се чувствува најголем дел од моите колеги, но и од граѓаните во оваа држава. Од тоа кое што може да се примети, знаете како, повторно влегуваме тука на репетитивно повтарање на некоја лага која што сметаме дека ќе биде уставна, вистина дека некој во оваа држава дошол на власт со лажење на граѓаните. Тоа знаете како е.
како вие да подценувате 430.000 гласачи во оваа држава. Сега вие или сакате да ги навредите гласачите со тоа што сметате дека се недоволно интелигентни да препознаат некој што ги лаже, бидејќи мислам дека граѓаните препознаат кој ги лаже. Затоа доаѓаме на бројка од 430.000 на 150.000 гласа и тоа е евидентно. Сега, од аспект на другиве работи кои што ги зборуваме, дали за консензус, дали на носење закони на сила, јас сакам повторно тука да отвориме на тема во јавноста за тоа колку сме искрени во намерите кои што ги зборуваме. Ако некој присуствувал на состаноци, кој што бил или во Министерството или во Собранието, го примил законот, не е преку ноќ, можеби вие не сте учествували, јас знам на каков состанок сум бил, во улога на заменик координатор и знам кој бил таму присутен, министерот Минчев како го доставил законот, колку го имале и од аспект на тоа денеска беше кажано на комисијата, меѓу кои што имаше присутни во тој момент, мислам, 3 пратенички од вашата пратеничка група и никој не го демантираше. Денеска при едно такво слободно изразување на министерот Минчев беше побарана процедурална забелешка од страна на вашиот заменик координатор и се зборуваше на нешто сосема друго, ама никој не го демантираше дека тој го повикал координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски, најголем дел од забелешките биле прифатени, освен едно. Тоа е она кое што сакав да го кажам. Затоа не можеме да зборуваме дека некој преку ноќ шверцерски носел измени, кога сите овие работи се случиле и на сите овие работи има очевидци. Таму покрај мене како заменик координатор, можеби и координаторот Никола Мицевски, бил и координаторот на пратеничката група Левица, бил и координаторот на пратеничката група Знам, бил и координаторот на пратеничката група Вреди. Мислам дека биле и некои независни пратеници. Единствен кој што не доаѓал на сите овие консултативни средби се од политичката партија. Едно е сите да го добиле законот, друго е сите да се согласиле да го гласаат законот. Затоа никој денеска не му опонираше на министерот. Тој кажа, дојдоа кај мене во кабинетот, беше присутен координаторот на пратеничката група, сите забелешки беа прифатени, освен една, а тоа е оваа техничка вада, се извинувам, да важи бесконечно. Затоа ние направивме компромис и кажавме дека на наредните избори ќе важи, потоа нема да важи. Но она кое што сакав да го кажам, што ми е главната поента. Дури и да имаме спротивни размислувања, единствениот начин тие да се судрат во јавноста и јавноста да дознае е Собранието. Раджуловски, да завршиме. Да, краток коментар. Значи, прво по однос на јас не бев присутен на таа комисија, меѓутоа се укажува неколку пати дека кажал министерот дека биле прифатени забелешките, имало една забелешка и така натаму. И јас сум работел во државна управа и Бојан работел во државна управа. На најобичен состанок вие водите записник. Кој што кажал и на крајот тој записник го веруваат сите присутни на состанокот. Ако ние веруваме сега дека некој отишол таму, се договорил, ако немаме основни правила на работење, записник воден од тој состанок, да видиме дали стварно некој се договорил или прифатил такви забелешки, тоаш се сведуваме на рекла казала муаве. Значи нема консензус за овој закон, погрешен е целосно пристапот на владата по однос на ова прашање и самата влада ќе види дека направила погрешен пристап. По однос на Преспанскиот договор е добро е што слушнав и од колегата дека не е завршена работа. Сега, ако нешто не е завршена работа, и ако тврдиме дека тој Преспански договор представува рушење на националните интереси, и ако представува, како што се пласира во јавност, велепредавство и така натаму, и ако 2 години поминале, вие сте на власт, и не правите ништо по однос на коригирање на ова решение, поништување и така натаму, тоа значи дека не само што станувате соучесник, туку директно одговорен за оваа работа. Не може вие 2 години да сте на власт, со 58 пратеници плюс коалицијата 2/3 мнозинство, да дефинирате дека се нарушени, прекршени државните и националните интереси, вие да не правите ништо по однос на ова прашање, значи вие директно ја носите одговорноста за ова работа. И уште една работа. Меѓутоа, ние гледаме во секоја изјава на министрите, на премиерот и така натаму, кај што ние гордо потенцираме дека сме членка на НАТО, дека сме под чадорот на НАТО, дека НАТО не штити и дека сме во кругот на тие земји. Да подсетам како се смени уставот? Памтите? Да, памтам. За законот за амнистија, да ве подсетам за 27 април. Добро. Ако е тоа така, затоа викам. Ако е навистина така, ако така беше. Еве ќе ја прифатам тезата дека тоа е точна теза, вашата. Таму бев, јас бев во собрание кога се гласаше. Јас ја прифаќам таа теза дека е правилна. Вие не бевте пратеник за Стојановски за вас, не памтам, мислам дека не бевте ни вие. Јас бев во собрание. Еве, јас ја прифаќам тезата дека е таа точната теза. Тогаш, дај да видиме да ја тргнеме последицата. Ако вие не правите ништо да ја тргнете штетната последица, штета на државниот, на националниот интерес, тоаш вие сте директен соучесник и директно одговорен сега затоа што ништо не правите.
правите и со чинење и со нечинење. Така е. Не може ние да Стварности? кажуваме дека е велепредавство, а паралелно ништо да не правиме по однос на таа работа. Знаете како се трнати СДСМ не би се изненадал за година и пол или две да го убедуваат народот дека ние сме го склучени тој договор, но ми се допаѓа тоа што гледам дека во соопштенијата и во секојдневната комуникација на политичарите на СДСМ ја спомнуваат или ја усвојуваат како Република Македонија, па ете тоа е наш скромен придонес во рамките на тоа што можеме. И сега, а знаете како, веќе ја преминуваме темава и ако веќе почнуваме да зборуваме за оваа тема. Јас сакам да завршам тема. Не, сакав да придодам еден друг аргумент. Тоа беше ете можеби некоја промена на ставовите кои што седа само ги има кон договорот за добро соседство или Бугарија, но ете ако ја отвараме таа тема спомнеме. Стварноски, значи првото интервју на премиерот Христијан Мицковски беше во ова студио. Јас ги читав изјавите што ги имаше кажано опозиционерот Мицковски на темата на преспанскиот договор и една од највпечатливите беше нека ми го одземат, парафразирам, нека ми го одземат мандатот, јас никогаш нема да кажам северна. Така да, во изборната кампања апсолутно си беше таа приказна. Со вас. Да сублимираме. Ја терате до крај законот за влада ќе го терате до крај за укинување на прежинската влада последните парламентарни избори и покрај заканите на опозицијата дека ќе напуштат и собрание и протести и изборен законник, групи, работни групи и така натаму. Секако. Денеска да можевме да завршиме, ние денеска ќе гласавме на пленарната седница, во понеделник ќе го изгласаме тој закон. Трачуловски? Значи вие останувате на ставот дека ќе блокирате, напуштате работна група, блокирате изборен законник и напуштате собрание како последна инстанца, како што реков. Ова е последната констатација на колегата, жал ми е што ја слушнав, е начин на однесување. Ако мислиме дека кога ќе добиеме поддршка од граѓаните, ќе имаме 58, 61, 80 претенции во собрание и ние мислиме дека можеме да правиме што сакаме, секој што завршува лошо и по државата и по граѓаните. Они треба да си мислат. Вие вака, така да, ова што го набројав, јас ги хронолошко ќе го како идни чекори. Јас кажав дека денешната реакција беше да ја отрезниме власта, да се седне така е, да се седне на маса да се донесе соодветно решение заедничко. Во спротивно остануваат на располагање сите потребни чекори кои може опозицијата да ги преземе, имајќи предвид дека овој начин на однесување веќе не потсеќа на едно друго време. На време на режим и во таа насока работна група за изборен законник, блокада, напуштање собрание. Значи сите потези партијата ќе ги врши согласно потезите кои ќе ги влече власта. Добро, вклучително и во институционално делување. Тука правиме пауза, зеркаме. Продолжуваме со разговорот и дебатата до 24 анализа. Митко Тречуловски СДСМ, Бојан Становски ВМРО ДПМН, мои вечерашни гости. Становски, имате бугарско државјанство? Не. Еве во соопштение од пред неколку дена СДСМ вели Бојан Стојановски од Благоевград. Со В е, таму јас сум без В. Само тоа е разликата? Па не е тоа разликата, ниту сум бил близу, ниту сум имал потреба, ниту па некогаш во животот сум помислил на такво нешто. Но вреди да влеземе во генезата на тоа тврдење. Тоа е еден список кој што пред неколку години за потребите на тогашното политичко секојдневие во Бугарија, исто така интегрално како што е напишан со печатни грешки еден куп лаги, го постираше на неговиот Facebook профил поранешниот политичар во Бугарија Каракачанов. И не знам зошто СДСМ се налепи на тоа и легитимно е она денеска што ние го произнесовме како политичка партија. Ако направите една анализа дека секогаш во Бугарија кога треба да се случи да се отвори македонското прашање, не знам зошто како прокси се јавува СДСМ. Ние на тоа реагиравме, јас лично не го демантирав, сметав дека не вреди тоа за коментар, но со група на колеги се договоривме да поднесеме еден закон во собранието, потоа гостував на еден ТВ дневник и го кажав мојот став кој што ќе го повторам и денеска. Еве ја користам и оваа можност од името на сите колеги таму кои што се членови на ВМРО ДПМН, зашто мислам дека има и некои кои што не се дел од нашата партија, го демантираме тоа тврдење и апсолутно те ги повикувам СДСМ да излезат на пресконференција, нека го прочита некој списокот, секако дека ќе го тужиме. Тоа е политичка партија која што е позната по тоа што дури и во тоа време кога беа на власт со едно такво судство и ги губеа овие судски спорови за окажување на вистината и потоа можеме да едноставно ја расчистиме оваа дилема во јавноста. Значи не гласавте на изборите во Бугарија? Па мислам дека тоа прашање треба да го поставите на некој друг кој што ете го споменува во изминатиот период за тоа како помага на внатрешното политичко битисување во Република Бугарија.
Јас ниту па сум, не знам зашто овакво прашање би се доведува во ваков контекст, но ги разбирам, ги знам зашто и токму тие имиња се ставени таму, знам за секој еден од нив зашто во тоа време беше напишан таму, така да во одреден момент сум горд на тоа што во мојот живот некогаш сум бил непријател и сум имал такви различни ставови со лицето кое што го извади тој список во првобитна форма. Чудовски за волја на вистината, овој список излезе како соопштение од СДСМ. Не го слушнав овие денови ниту на ниедна пресконференција. Душа некој сериозен став околу новата влада во Бугарија, апропо сите оние цело 7 дена пресуди за Орбан, за падот на Орбан, за победата на Радев, не слушнав баш од СДСМ. А за волја на вистината никој не го кажа овој список, односно ниту од партиска говорница, ниту од собраниска, каде што не би имунитетот ве штити. Не ги набројавте сите овие луѓе, меѓу кои Бојан Стојановски дека имаат бугарски пасош, односно двојно државјанство, односно бугарско државјанство. Видете, значи, како што каже колегата Бојан Стојановски, тоа е список кој пред неколку години е објавен во Бугарија од страна на претседателот на ВМРО БНТ, Красимир Каракачанов, во тоа време преземен во македонските медиуми и така натаму, меѓутоа суштината е Добро, вие го воскреснавте во понеделникот, вторникот, не сум сигурна баш тогаш. Па видете, знаете како, ако имало одредени случувања поврзани со начинот на препукување на партиите, претпоставам дека во таа конотација бил повторно објавен, меѓутоа се работи за не вест која е оригинаторна од СДСМ, туку која е објавена пред неколку години во рамките на Бугарија. Суштината е дека на основа или како реакција на таа вест, колегите од ВМРО ДПМН поднесоа закон до собрание за двојните државјанства, односно закон за пратеници со кој се предвидува дека пратеник може да стане само човек кој има само македонско државјанство. Ние дадовме поддршка на тој закон и интервениравме, само да се докажам, со амандмани во смисла на тоа дека тој закон треба да важи и за актуелниот пратенички сустав, затоа што и поднесовте втор закон за да важи за владата, односно како што велам јас се надпреваруваат Мицковски и Филипче кој е поголем патриот нешто периодов. А сите викаат не сме пред избори. Па видете, не може вие да поднесите закон во собрание за пратеници, кој ќе важи за пратениците, а да немате ист таков закон за двојни државјанства за членовите на влада. Владата е тај членовите на влада кои имаат најголема одговорност, најголеми овластувања и јас сметам дека и за тие, меѓутоа и за сите избрани именувани функционери треба да важи ова правило. Зошто не го кажете овој список од партиска говорница, не ги кажете луѓето? Се плашите од тужби како што вели Стојановски? Па не, видите, не можам да зборувам затоа што претпоставувам дека и партијата има одредени информации од каде ги добила за да може да дадам јас одговор на прашање. Откако вака сите 2 дена се дискутира за тоа двојно државјанство, амандмани, нов закон и така натаму, или ја како што велам во трка се Мицковски и Филипче да се докажат патриотски кој ќе забрани на поширок круг на функционери да имаат двојно државјанство. И сето тоа се случуваше овие 2 дена во собранието. И денеска вечер во премиеров, пред да влеземе во студијево, и на едните и на другите, ама јас вас бидејќи вие го поднесовте ВМРО ДПМН, вие сте еден од подносителите на законот, како примерен, вас прво вака ве гледам како дека ви собрати вашиот лидер и премиер да се консултирате со уставни експерти. Дека законот е неуставен на прво од некој што следи внатрешна политика, на првата асоциација е таа. Па мислам дека е логично. Зошто поднесовте неуставен закон? Прво не знаеме дали е уставен или неуставен, затоа треба да го исконсултираме со експерти кои што го разбираат уставното право, би рекол на едно експертско ниво. Мислам дека изјавата е логична, бидејќи намерата наша ја кажав која е, да го истестираме уште еднаш ова законско решение како и тие кои што ќе дадат во овој пакет. Еднаш не помина тој истиот, така? Не, еднаш ВМРО ДПМН пред 5 години го предложи,
тогашното мнозинство составено од ДУИ и СДСМ одби да гласа за ова и не помина во Сега парламентот. сега имате подршка. Сега имаме подршка, што е добро. Јас ова го поздравувам, кое што не иде во релација па на новиот став на Венко Филипче во односите за Бугарија, кое што втор пат кажам, се надам дека ќе имаме шанса вечерва да го продискутираме. Но ете, таму има повеќе дилеми. Ние правнички го консултиравме со одредени, би рекол, експерти и тие имаат одредени отворени прашања. Нечесно би било од наша страна и тоа би било насилие, ние тој закон да го изгласаме, а потоа тоа да знаеме дека е неуставно, дека ќе падне на Уставниот суд и тоа е нечесно према граѓаните, како што нечесно и да го поднесете. Нели стручни служби таму имаат ништо согласуваат. Само дозволете да ви објаснам, заради тоа што по Уставот и по Деловникот секој пратеник може да предложи закон како што смета дека треба да го предложи, доколку добие подршка од пратеник. Не, дозволете сега. И доколку добиете подршка од 61 пратеник, потоа Уставниот суд како соодветна инстанца на тоа може да ја цени уставност. Ние зборуваме сега за процедура, јас би зборувам за суштина. Ама дозволете да ви ја кажам суштината зашто јас сум го Македонскиот поднел устав вели законот. дека секој има Ама не е право така. да биде биран и да избира. Ама тоа е ваше толкување. Моето Тоа е толкување, уставно толкување, го цитирам и премиерот од вечер. тоа е ваше толкување. Моето толкување можеби е поинаку. Затоа ќе отидеме на консултација, затоа што не сакаме да донесеме закон кој што е неуставен, бидејќи тоа би било нечесно. Такви закони се случувале повеќе пати во историјата на државата и потоа сме имале последици и консеквенции. Затоа нашата намера е таа, но имаме намера и овој и сите други закони кои што ќе стигнат на оваа платформа да ги издискутираме со експерти и понатаму да видиме што ќе правиме во оваа насока. Секако неуставен закон ние нема да носиме. Затоа денеска не продолжи амандманската за законот? Не, разговаравме за јас и вие кога се договаравме за емисијата, јас тогаш ви кажав една бројка, кога заврши денот и рокот за поднесување на амандмани се отприлика 160 до 170, се уште можеби службите во собранието ги работат. Поднесени се од партијата ДУИ и од независниот пратеник Бејџан Илјас. Ние секако дека ќе ги видиме тие амандмани, таму има дел од пратениците на ДУИ кои што ја отвара и ја оспорува уставноста, така да ќе разговараме и за ова. Значи, паралелно ќе се консултирате со уставни експерти како што ви препорача премиерот и ќе атирате паралелно постапката. Ќе видиме како е, за волја на вистината, ово е еден од оние закони кои што се 5 на број по новиот деловник, кој што е подложен на филибастери, така да не ги дадат прво амандманите од службите, бидејќи денеска во собранието дојдоа многу амандмани и службите едноставно не можат да ги обработат. Ќе ги видиме и понатаму ќе видиме. Секако останува факт дека ќе се консултираме со експерти. Член 23 од Уставот вели дека секој граѓанин има право да учествува во вршење на јавни функции, дополнително никаде во Уставот не е прецизирано дека пратениците мора да имаат само и единствено македонско државјанство. Така е, но имаме ние институции на именување во држава кои што се облигаторно наметнати како врска со закон да имаат едно државјанство, затоа велам да се консултираме па ќе одлучиме. Бидејќи мислам дека директорот на Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и именуваните амбасадори исто така треба да поседуваат само едно државјанство. Повторно ќе кажам, ова се дилемите кои што се наметна, ги слушнавме оние размислувања во јавноста и потоа ќе видиме како ќе постапиме во наредниот период. Траџиловски кажа дека ќе го поддржат вашиот закон и вие рековте и ве сега ни даваат поддршка, дали тоа значи дека вие го поддржите нивниот закон во однос да се прошири опсегот и владините министри да имаат да стигне во собранието, не знам дали е поднесен, мислам дека денеска се уште не беше доставен до пратениците додека бевме на работа. Бидејќи ние имаме сериозно министри со сериозни 2-3 државјанства. Затоа и од ВМРО ДПМН и од коалицијскиот партнер и овој состав и претходниот состав. Затоа кажав, и овој ние што го поднесовме и законите кои што ќе стигнат, кои што ќе носат оваа платформа, ќе ги консултираме со уставните експерти и потоа ќе одлучиме за понатамошниот тек од постапката. Очекувате поддршка? Апсолутно очекувам поддршка, само да малце и целата ситуација да ја разјасним. Популистичка игра да ве прашам? Па видете, дали бидејќи повторно ќе потенцирам против уставни решенија. Видете, значи само краток коментар во однос на Уставот. Значи да, Уставот препознава бипартите и така натаму, Законот за државјанство исто така двојните државјанства. Различни земји различно ги регулираат овие прашања. Клучната работа е што и ова што кажа колегата Бојан, дека на пример амбасадорите со лек специјали се дефинирано дека не може да имаат двојно државјанство, што значи дека и на овој начин со лек специјали за пратеници, за членови на влада во однос на Законот за влада може да се регулираат овие прашања. Денеска слушнав една интересна пресконференција од колегата Миле Левков, мислам дека беше, сега еве и премиерот имал таква изјава по однос на уставноста и неуставноста. Колегата вика да се направи пародија од државјанствата, па не постои поголема пародија вие да излезите како политичка партија да поднесете предлог на закон до собранието, да убедувате јавност и да тврдите дека е
уставен тој закон, за денеска да ние кажуваме дека треба да консултираме уставни експерти. Втората работа е она што цело време се потенцира дека ние влегуваме во некакви политички игри, Бугарија, прокси на Бугарија. Јас не знам зошто колегите од ВМРО, ДПМН упорно се препознаваат или се поврзуваат со бугарски државјанства. Значи, овој закон се однесува на сите двојни државјанства. Инатош има белгиско, инатош има германско, инатош има хрватско и така натаму. Не треба да обврзуваме за бугарските државјанства. А упорно тоа се прави, мислам, тоа го направија денеска и на пресконференција. И на крајот на краиштата, кога ќе ги видите денешните пресконференции, денешното ретерирање на политичката партија која е подносител на овој закон, тоа е ВМРО ДПМН, и на премиерот кој повикува чекај да видиме дали е уставно или не е уставно. А вие ке ретерирате? Не, апсолутно не. Се остава, не, зборуваме дека ние сме убедени дека е уставен. Се ствара впечаток дека направиле пребројување во партијата, па виделе колку министри, пратеници, така натаму може да останат без мандат или треба да дадат лажни изјави, па сега се враќаме назад или се повлекуваме. Затоа што знаеме дека во владата и официјално имаме луѓе со двојни државјанства. Мандати, тоа е пусема 10-та тема што... Не, ама знаеме дека и во владата имаме министри со двојно државјанство. Тоа е јасно, тоа е потврдено. Ја чекаме министерката за енергетика да се консултира со адвокатот за чувството. Апсолутно, да. И уште една работа, кога зборуваме за законот за пратеници, тука е можен филибастеринг. Меѓутоа за законот за влада не. Што значи дека доколку ја добиеме поддршката од ВМРО ДПМН, по однос на овој закон навистина можеме да го донесеме за брзо време и да покажеме дека ни била искрена и честна намерата и на нас како СДСМ, меѓутоа и на предлагачот. И да се заштитите пратениците и само извршната власт. Не, апсолутно сите и пратениците и извршната власт, затоа што на крајот на денот, кога некој ви дал чест, кога ви дал одговорност да раководите со одреден ресор, да носите јавна функција, тоа значи дека вие треба да бидете лојален на оваа држава. И на тој начин, еден од начините да покажете лојалност е да бидете државјанин само на оваа држава. Мене од дуи денеска во информациите за телевизија 24 се дека тие баш типуваат на тоа дека овој закон може да се блокира во собрание и дека тие ќе го блокираат. Од аспект на пародија зборчето. Знаете што е пародија? Ама тоа го употреби Мило Левков. Да знаете дека некој закон е неуставен, да го донесете на сила и потоа по една година ние сите заедно да ги враќаме парите од тој закон, како солидарниот данок. Тоа е пародија. Не е пародија ако сте вие легалист. Ние сме легалисти. Ние сакаме да го почитуваме уставот и законите. Ако уставот и уставните експерти тврдат дека нешто е уставно, тогаш ќе се продолжи. Ако тврдат дека е неуставно, тогаш нормално дека нема да се продолжи, затоа што еднаш за секогаш сите во оваа држава треба да се научат дека треба да почитуваат закон и устав. И дека со тоа не можете вие да правите компромиси. Затоа е различна позицијата. Од аспект на прокси на Бугарија, еве по трет пат вечерва можеме да дискутираме за тоа прашање, зошто ние ги обвинуваме СДСМ дека се прокси кон Бугарија. Пред неколку дена видов интервју на лидерот на СДСМ во кое што ако мислев дека дотогаш некој од СДСМ има либерални ставови, овој пат сметам дека нивото се спушти уште повеќе, да овој проблем кој што ние го имаме со Република Бугарија и тоа вето да го обвини ВМРО ДПМН. Затоа ние викаме дека се прокси на Бугарија. Знаете зашто? Затоа што вие да сте некој кој што сака во Бугарија да сте конструктивен кон проблемот кој што го има Република Македонија, вие ќе имате проблем да им објасните на граѓаните во Бугарија како може вие да имате полиберални ставови од лидерот на опозицијата во Македонија. Затоа ги обвинуваме за прокси играч. Тоа е факт. Еве видете, направете една анализа на назад, секогаш се да само кога отвара вакви прашања, секогаш кога таму има некаква потреба за некој политички актер. Затоа ги кажуваме дека се прокси кон Бугарија. И еве повторно кажувам, ако ги отвориме тие прашања денеска, имаме неколку прашања јавно да ги поставам. Нема многу време тречудост. Значи кратко само еден коментар, значи упорно пародијата ја префрламе на СДСМ по однос на закон кој го поднел ВМРО ДПМН. И сега, ако вчера ние убедувавме јавноста... Дека вие не влиговте во приказната... Да, затоа што ние сме убедени дека е уставен. Меѓутоа, ако вчера ние јавноста... Затоа што е популистички, затоа и едните и другите влиговте во приказната. Ако вчера ја убедувавме... Зашто не се појавивте на нотар денеска и едните и другите? Значи, на нотар уште утре нема проблем. А кој се појави денеска на нотар?
Моника Зајкова. Моника Зајкова. Моника Зајкова се појавила на нотар. Извинете, јас се појавив на нотар тогаш кога требаше да дадам изјава пред македонскиот народ дека нема да гласам за клучоци кои што ќе го блокираат македонскиот пат и ќе го загрозат македонскиот идентитет. Еве и за државјанството, значи веќе имате искуство, знаете како оди таа работа. Па добро, ако го симнуваме на тоа ниво, тогаш тие сега кои што снимаа видео и кои што одеа на нотари, тогаш требаше да одат на нотари. А не тогаш да не се појавуваат никаде, да ги гласаат за клучоците и да се нафаќаат да бидат на кол листи, а сега да се однесуваат како ништо да не направи. Ве замолам да не го спуштаме нивото, не зборам конкретно кон вас, кон тие кои што снимаат такви видеа. Ако сака да поднесе изјава на нотар, нека отиде слободно и нека потпише изјава на нотар дека утре нема да гласа ништо кое што ќе ги наруши македонските национални интереси, како што тоа се правело до сега. Или не може сега ние да се правиме нека донесуваме таква резолуција, сите стрикно ја гласавте. Експерти и аналитичари сега кога сме во опозиција на вас да правиме кворум и да гласаме за такви работи. Ве молам да не коментираме за такви. Да, само кратко по однос на самото прашање. Вчера убедувавме јавност дека законот кој е поднесен има мотиви кои се однесуваат на лојалност, на едно државјанство на пратениците и така натаму и сето тоа. Иако вчера ја убедувавме јавност дека овој закон е уставен и дека ВМРО не постапува како што постапувала претходната влада на СДСМ со поднесување на неуставни закони заради опортунизам и така натаму, денеска истото ВМРО вика чекај ние треба да се провери. Очекувањата беа дека значи и како еве да не сме во политика и да не сме пратеници, кога владеачка партија со 58 пратеници поднесува закон во собрание дека тоа е согласно устав. Ние сме убедени дека е согласно устав затоа што имаме пракса. Ја кажав пракса да тоа е законот за надворешните работи, каде што за амбасадорите е директно и јасно прецизирано дека не смеат да бидат со двојно државјанство. На тој начин мислам дека носењето на овие закони, еве, ако едниот се блокира, законот кој го поднесовме и кој се однесува на влада, на членови на влада. Дали се крстите во дуи едните и другите дека ќе го блокира законот и среќно сите ќе излезат да со чисти раце? Законот за влада не може да се блокира. Добро, вие вашата поддршка за пратеници, вие дека ќе се спасите, тоа пратениците среќно ќе се спасат, ВМРО нема да ви го гласа вашиот закон и така. Јас зборувам за нашите намери, се целосно искрени и треба да ги истуркаме до крај. И за законот за пратеници, и за законот за влада. Не, ние со дилови со тој не правиме никакви. За дилови на дуи мислам дека треба некој друг да одговори, можеби не е во студиово, но од СДСМ секако. Од аспект на тоа, повторно ќе кажам, ние сме легалисти. И се што подразбирам под ова? Нема ништо лошо и нелегитимно во тоа да кажете дека ќе консултирате некаков експерт за да донесете одреден закон, кога ние памтиме дека сега партијата што нас ни вели дека ние сме поднеле закон кој што можеби не е уставен и дека се повлекуваме од нешто, донесе измени на кривичниот закон без никој во државата да биде консултиран. Па сега извинете, ако некој сака да го спостави една пракса, да консултира некој како што правиме на Комисијата политички систем со јавните расправи кога ги носиме законите од реформската агенда за обвинителството и за судството, тоа на нив им е нејасно. Зошто им е нејасно, бидејќи тие се така навикнати да носат закон со европско знаменце во 5 до 12, без никој да знае, кривичен законник да се смени преку ној, потоа да се обвинува дека некој правел кворум, и тоа е една разлика во политичка филозофија која што јас денеска зборувам цело време, за која што викам дека ние треба да се научиме дека треба во оваа држава да почитуваме закон, устав и правила, толку. Само кратко ќе ми дозволите, затоа што очигледно не можам да се доискажам неколку пати. Кратка реакција, не сакав да реагирам, неколку пати се спомнува прокси бугарски играч, работиме за интересите на Бугарија и така натаму, и е многу чудно дека тоа доаѓа од политичка партија ВМРО-ДПМН, која во својот статут, не знам во новиот до претходниот секако, се декларираше како наследник на Ванчо Михајловистичкото ВМРО, кое не треба ништо повеќе. Само нека се погледне последното, мислам дека е единствено интервју на Ванчо Михајлов од 1991 година, дадено во Рим. Видете за кои работи тие се залагаат и за кои работи тој човек се залагал и за каква Македонија се залагал. Така да некојаш идеолошките работи кои ги носиме затоа што сме влегле во политика и од идеологија, не може на крајот на денот да импутирате работи и патриотизам таму каде што не може. Кусо сега само што добив известување дека пред крај сме ја имам уште. Не знам дали се согласувате лично со ставовите на Венко Филипче, јас повторно ќе кажам, го гледав на еден национален медиум, каде што укажа на тоа дека ниту Бугарија, ниту Грција нас никогаш не правила пречки, особено за Бугарија, дека ВМРО-ДПМН е кочничарот. И сега јас сакав да бидам малку креативен и земав изјави од бугарски политичари кои што кажуваат Венко Филипче ни вели не се бугарите во уставот проблем. Демек да ги ставиме треба, потоа да не бараме никакви гаранции, ВМРО-ДПМН е кочел.
Ова е изјава од поранешен министер за надворешни работи на Бугарија, каде што господинот вика уставните измени не се само услов за Македонија. Да. Потоа имате Јотова, која што дава изјава Македонија не треба да се лаже дека постои полесен пат преку лобирање. Нели? Потоа имаме уште една изјава од Јотова. Во Бугарија нема малцинства, Македонија видовме и по пописот дека е повеќе национална земја. Потоа ја имаме Захариева, нема да има вето ако Македонија ги познае бугарските корени. И на крај го имате победникот на изборите кој што вели македонскиот идентитет е фалсификат на комунистичката интернационала. И сега кој е пречката? ВМРО ДПМН е пречката? Кој е пречката се? Коментар. Сега ставот на Венко Филипче е исправен или не е исправен? Сега ние го кочиме патот на европската на Македонија до Европската унија или ваквите изјави го кочат? Треба вака да ви кажем. Прво тука треба да бидеме на чисто за една работа. Значи владата на СДСМ ја прифати, односно ја договори преговарачката рамка заедно со Европската унија и во таа преговарачка рамка постоеше уврска за внесување на бугарското малцинство во уставот во државата. Тој предлог го достави до собранието и не доби поддршка тој предлог. Таа одлука е една од одлуките кои ги донесе СДСМ во текот на нејзиното владење од 7 години, за која плати цената на избори. Меѓутоа имаме и друга работа. Во текот на предизборната кампања, едно од главните ветувања на Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН беше подобрена преговарачка рамка, гаранции за уставните измени и така натаму. Денеска сакам да пустам јас обратно прашање. Кога беше искрено ВМРО ДПМН? Кога ветуваше подобрена преговарачка рамка или денеска кога вика статус-кво, стагнација, ништо не правиме? Ние искрено очекуваме дека ќе се испорача подобрената преговарачка рамка. Затоа што кога ветува сериозна политичка партија, значи дека тоа ветување го прави врз основа на консултации, врз основа на претходни подготовки и така натаму. Така да ние се уште очекуваме тоа да се случи. Дополнително, ако се сеќавате, главниот аргумент на ВМРО ДПМН понесно релациите со Бугарија беше дека таму се уште нема стабилна влада. Сега после долг период на политичка нестабилност во Бугарија, еве стабилната влада. Уште не е формирана, ама значи, ќе биде стабилна. Владата ќе биде стабилна дефинитивно, затоа што имаме чисто мнозинство на ќе биде квалификувано како што е тргнато. Мнозинство и се. Значи го имаме и вториот предуслов, стабилна влада со која би влегле во разговори за финалното решение подобрена преговарачка рамка. И ние од тука го очекуваме тој предлог да дојде во собрание. Подобрена преговарачка рамка и ние значи целосно ќе го поддржиме тој предлог. Веќе треба да следи во ВМРО ДПМН не било искрено и тогаш и сега. Се сеќавате, ние излегувавме на протести со не на маичките. Тоа не беше и тогаш, тоа не е и сега. Вака, како се чувствувате вака вчера? Како се чувствувавте кога слушнавте веста дека почнува да се прави драв верзијата за членството, пристапниот договор на Црна Гора во Европската унија? Фрустрирано, знаете зошто? Заради тоа што ние во државата имаме политичка опција која што е доволно мекотелна да се додворува на вакви политичари. Заради тоа што нас никој не го направи проблемот, освен корумпираните... Да, апсолутно. Знаете зошто? Затоа што тие мекотелни корумпирани политичари за ден повеќе да крајат не внесува во ваков проблем. Добре. Затоа што ние не бевме приморани да го прифатиме ова. Некој таму отиде, го прифати ова, за денеска да го имаме овој проблем. И за све беа предупредени. И за све знаеа и до ден денес знаат што прават. И намерно го прават тоа што го прават. По однос на францускиот предлог. Дали имаме грижа на совет? Предпоставам за тоа е прашањето. И апропо вчера договорот нели што почна се пише. Апсолутно имаме грижа на совест затоа што јас се сеќавам од 2005 година. Можете ли нешто по да испреговарате за? Видете, од 2005 година 2017 работа во секретаријатот за европски прашања и тоаш ние бевме тие кои помагавме на Црна Гора, на Албанија да го воведат системот на европски интеграции и така натаму. Денеска гледаме тие стануваат земји членки, ние остануваме статус-кво ситуација, односно стагнација. При тоа, една работа забораваме, дека членството во Европската Унија не представува некоја абстрактна цел, туку тоа представува остварување на нашите национални интереси, сопствените наши национални интереси. Добре, значи грижа на совест немате? По однос на Француски. францускиот предлог, јас сум кажал и претходно, ќе кажам и сега. Една од политиките на СДСМ, која била реализирана со најдобри намери за отварање на пристапниот процес и финалната цел за членување во Европската унија, која во тоа време не добила двотретинско мнозинство. Дали партијата во тоа време требала да направи повеќе за добивање консензус? Не, знаете зашто ве прашувам, бидејќи имаше еден предлог кој што некако не беше анблок на прва одбиен,
она резолуција за црвените линии и така натаму, првичната верзија зборам, не тоа што го презентираше на крај Филипче, во која што беше дека доколку Македонија добија идентитетски прашања, услови, така натаму, ќе ги прекине преговорите. Од финалниот текст тоа исчезна и токму затоа ве прашувам дали имате некаков, мислам, сега не е лично, зборувам како... Па и лично ќе кажам, значи понос на бидејќи самата таа резолуција исчезна таа клучна точка, добивме само временска рамка за уставни измени. Понос на таа резолуција и предлогот кој беше И даден. колку што паметам не ни влезе во собранието. Тоа не требаше да биде нешто што ќе биде еднострано па не ни влезе прифатете во или не. собранието. Не влезе во собранието затоа што наместо политичките партии во тој време рационално да гледаат на работите, јас го употребија во политички цели во предизборна кампања. Значи, чекајте. Сакам тука да се разјасниме. Ако ние самите како држава и како политички партии не си ги дефинираме сопствените црвени линии. Ма ние имаме една резолуција. Не може, имаме една резолуција, ова беше резолуција. резолуција. Сите ја гласавте среќни, мислам. Апсолутно. И сега, ако ние самите не си водиме сметка за сопствените интереси и не си ги заштитиме, тоаш ние не можеме да очекуваме некој друг тоа ќе го направи за нас. Меѓутоа, да кажеме дека треба да ја држиме државата во стагнација, во статус кво, во период кога имаме катастрофално здравство, катастрофална економија, 54-та. каде што имаме депопулација на население, Добро, се националните интереси кои ние треба да... Океј. Значи, вашата позиција е таа, Црна Гора среќно ќе си го пишува пристапниот договор. Мораме да судјавуваме, преминавме. Кусо, кој министер треба да си оди од влада? Па не можам да ви одговорам јасно. Лично според вас кој не можам да ви одговорам, сепак треба да го прашате мандатарот. Вали имате став? Не можам да ви одговорам јасно на прашање. Мандатарот ќе одговори тогаш кога ќе дојде време. Сега е партиската вие треба да го гласате. Секако по тоа ќе ги видам предлозите, но овој момент да завршиме со партиската реконструкција, па ќе преминеме на тоа. Драджуловски, денеска најнова кавга меѓу Филипче сега со актуелниот градоначалник на Крва Паланка, Сашо Митовски, денеска го праша, не го обвини, бидејќи претходните ги обвини дека работат за ВМРО ДПМН, дел од поранешните функционери. Митовски актуелен градоначалник го праша дали работи за ВМРО ДПМН, но не работите и вие за ВМРО ДПМН. Видете, да ви кажем, прво, сега ќе зборувам лично. Значи, не сум среќен што се отвара теми што ние сме главна тема во јавноста последниот период, затоа што сметам дека затоа не сум среќен, затоа што сметам дека на ваква тотално неспособна власт ние е суицидално за нас да бидеме ние главна медиумска тема. И затоа моето мислење е дека секогаш треба да постои широка внатрепартиска дебата, понос на внатрешните партиски прашања, надвор од очите на јавност. И од тука сакаме, ако дозволите, само еден краток апел, повик до моите сопартици да испратам и до раководството и до тие што се надвор од Бихачка, дека треба да надвладее разумот и дека треба сите да се сконцентрираме на она што е наш заеднички политички непријател. Нешто слично го каже Митевски. Дека треба не знам што каже Митовски, меѓутоа јас сметам дека партиските работи треба да се разрешуваат внатре из партиска дебата и на основа на тоа да се носат одлуки. Јас тоа го правам постојано и кога се согласувам со одредени стави, кога не се согласувам ги сугерирам. Реално секогаш на крајот изнаоѓаме решенија кои сметаме дека се најдобри. Зборувам пратеничка група и форумите каде што јас некако ескалира работава, еден, друг, трет, некако сите работат за ВМРО ДПМН. Како трнав венко на крај со Филипче ќе се скара. Па видете да ви кажам, ако се вратите малце назад таму 2017-2018, па се вратите мериот конгреси па исклучување на Сашо Мијалков, па мислам дека истиот период, истиот процес го поминало и ВМРО ДПМН, тие најдобро знаат како е кога после тежок пораз треба да се консолидирате, меѓутоа јас сметам дека и после сме докажале дека после тешки порази, тие имате и славната панорама. Се плашите ли од ДОС? Не знам што е тоа искрено. Гледам вака во медиуми. Платформа која што се најавува, која што ќе го собере критичкото, меѓутоа и она јавно мислење кое што и против, кое што е десничарско, меѓутоа кое што не се согласува со вашата владење. Немаме зашто да се плашиме, ние сме фокусирани само на ветувањата кои што ме ги дале кон граѓаните и на реализација на истите. Тоа кој што ќе се случува е еден
демократски процес во демократско општество, доколку сметаат дека некако може да не загрозат, слободно нека имаат слобода да се здружуваат Добра. како сакаат форма, така да тоа е нивно право. Избори предвремени следната година? Мислам дека ќе има редовни парламентарни избори се извини. Се плашите ли од ДОС? Што е тоа ДОС? Ако зборуваме за овие гласини што ги слушаме Не се гласни, и јас така го пишував натаму, текстот, брифингот е платформа која што по теркот на српскиот ДОС треба да го обедини секој оние гласачи кои што станаат дома на локалните избори, кои што го поништија гласачкото ливче, се многу. А се Видете. критички и кон вас, и кон вас. видете, и са под дома и на пазар не излегува секојаш исто, меѓутоа краток коментар, прво треба да видиме за што се работи, за на крајот да можеме да А добро, коментираме. вашиот лидер рече дека е текче пишувано во Белата палата на ВМРО. Видете, јас не можам да коментирам нешто за кое што зборувам имагинарно. ДОС, платформа, да ги видиме, нека се појават, да видиме за што се работи, кои се луѓето, кои Значи, позиции вие застапуваат. адблок не ги лепите на ВМРО. Дали воопшто ќе се појават и така натаму, мислам сега е чисто шпекулативно и не можеме да даваме коментари. Ви благодарам што бевте гости во 24 на Благодариме на поканата. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието.